Јавноста бара одговорност, лекарите повикуваат на трпеливост пред да се утврдат вистинските причини за смртта на 6-годишната Јана. За сега вината не е ниту кај едните, ниту кај другите. 5 дана по трагедијата се уште не се откриваат причините за изгубениот живот на Јана. Со последниот извештај на Државниот санитарен здравствен инспекторат, здравствените инспектори наместо да ја затворат, само ја зголемија дилемата: како може дете од 6 години да почине од застој на срце? Граѓаните разочарани и револтирани од нефункционалноста на системот бараат одговорност. Стручњаци си отидоа у странство, у приватни болници, наши бориме за државен здравство. Нема ништо, не функционира. Значи не знам дали знаете дека сите се лечат или со бабени деветини или приватно се лечат. Значи не верувам дефинитивно. Треба закажување, треба земање упути. Некогаш ако е хитот, ти вика нема место, треба да чекате 2 недели или недела дена. Во здравствениот, па не многу е пропаднат. Како и за сите други случаи кои наликуваат новој со малата Јана од Битола, прашањето е дали ќе се чека со години за да има разрешница или пак воопшто нема ни да има. Сомнежите дека станува збор за лекарска грешка ги подгрева и фактот што во земјава има мал историјат на лекари кои се осудени поради нестручно работење. Родилката од Дебар, Илдис Веаповска, која остана без јајник, матка и бубрек, 3 години чека правда. 7-члената стручна комисија и тогаш не констатираше пропусти кај лекарите, а судскиот процес постојано се одложува. Никој нема да одговара ниту за смртта на малата Тамара од Велес. Кривичните дела застареа. Судскиот процес против тројцата хирурзи кои одговараа за смртта на 19-годишната Наташа Кметовска, која почина од заскитан куршум, траеше цели 6 години, а заврши со само една условна казна. Завршница нема ниту за повеќе од 12 пациенти, кои во екот на пандемијата починаа од COVID-19, каде постоеа сомнежи од нивните најблиски дека починале поради лекарска грешка. Се остана само на истражувањата на Државниот санитарен и здравствен инспекторат.